но тука не прекинуваме. Во тек се до обезбедување и на проекти, односно основни проекти, кои што понатаму ќе имаат веќе и до крајот на оваа година и одобрение за градба, за да можеме веќе од јануари исто така на нов јавен повик да учествуваме со наши нови проекти, кои што за 2025 година очекуваме да имаат рамка до 8 милиони евра, значителен број на средства одвоени од владата, со кој што општина Прилеп уште повеќе ќе биде збогатена и подобрена инфраструктурата. Дел од наредниве проекти ќе бидат финансирани со општинскиот буџет, а дел исто така ќе учествуваме на јавен повик од владата. Како охрабрување дека владата ни представува се веќе вистински партнер во реализација на нашите проекти, тоа уште повеќе ни стимулира да подготвиме што повеќе проекти. Можам да најавам само дел од проектите кои што ги очекуваме за 2025 година. Тоа е обиколница на Оревоец, кој што повеќе години ја најавуваме, но веќе сега сме сигурни дека ќе имаме готов проект. Мостовско решавање на повеќе места на речното корито, меѓу кои, како што реков, втора фаза е на улица Победа. Целосна реконструкција на спортската сала Партизан, која што навистина е во централното градско подрачје и имаме потреба од развој па и за спортот во нашиот град, значи ќе обезбедиме уште една спортска сала. Влезот на градот од Македонски Брод, нова градинка во населба Рид, полуподземни контейнери низ јавните површини на целиот град, игралишта во близина кај Типските, исто така и во центарот на градот кај зад участакот, реконструкција на улицата 11 октомври со обновување на тротоарот и велосипедската патека, значи таа улица која што започнува од поранешен Солиност до обиколница, мислам до кружниот тек на речното корито. Започнавме и со изведување и на лежечи полицајци, кој што е навистина од неопходно значење за нашиот град за безбедноста на пешаците, велосипедистите и сите оние кои што учествуваат во сообраќајот. Имаме огромен број на проекти од јавното предпријатие Водовод и канализација. Тоа е значи водовод во индустријската зона Селце, нов водовод до манастирот Свети Димитрија Селце, надградба на СКАДА системот, населено место Лениште, поставување на фотоволтаици на прочистителната станица и уште многу други проекти.